Наташа Стојанова, мајка на две деца, ќерката мачена во Словенија, синот Андре е 23 годишно момче со посебни потреби, кој заради повредите што ги добил при породувањето останал во количка. Стојанова целиот свој живот комплетно го посветува на Андреј и заеднички со сопругот Зоранчо Стојанов се грижат за нивното дете со церебрална парализа, која не може да оди и поради тоа има специјални потреби и сам не може да функционира. Но предсмртница во животот на Стојанова е прераната смрт на нејзиниот сопруг, татко на Андреј, кога таа останува сосема сама со дете во таква специфична состојба. Во најтешките моменти од својот живот утеха бара кај Бог и отците од Лесновскиот манастир, но во последниот месец и во лекарите од Русија, кои по пресадување на матични клетки му гарантираат до некаде подобар и поквалитетен живот. Дојдов до некои сознанија од телевизија, исто и од интернет, дека двојца луѓе веќе од Македонија имат одено и уште одат, продолжуваат со терапијата и имаат многу големи успеси. Со нивна помош преку интернет ја дознав веб страницата на клиниката. Контактирав со клиниката, со тоа што ми бараа снимки, магнетни резонанси, начинот на кој што Андреј седи, оди, се движи, мислам, работи со предметите. Да. Многу брзо добив резултат од нив, мислам, одговор од нив дека тие ми гарантираат 75%, значи 100% никој не може да ти гарантира ништо. 75% подобрување на животот на Андреј, на квалитетот на животот на Андреј. Децата со посебни потреби како Андреј со церебрална парализа се специфични и 24 часа бараат помош и грижа. Не можат да зборуваат, ниту пак да ги извршуваат основните секојдневни физиолошки потреби. Ако се запостават, можат, освен физичкиот, да имаат и ментален хендикеп. Во однос на зборувањето и размислувањето тоа не е случај со Андреј. Благодарение на упорноста и трудот кој мајката Наташа ги дава постојано, Андреј е паметно момче кое може да зборува, да чита, а се труди да истражува и во делот на медицината, областите кои што најмногу го засегаат неврологијата и ортопедијата. Најблагодарен е на лекарите, но посебно на неговата мајка Наташа, која му помогнала да биде она што е сега. Да, многу ми помогна во нејзиниот живот, таа ме научи и да чита и да пишува. Еднаш, ја завршив и енциклопедијата, визуелната енциклопедија на земјата и на тоа сум многу горд, бидејќи мојата мајка е исклучително храбра и многу добра особа и да никогаш кон мене не се одлучуваше како кога дете со посебни потреби. Сега на потек се хуманите граѓани за да помогнат да може Андреј да ги собере парите за третманот со матични клетки во Русија, за кои што првично се потребни 22.000 евра, а подоцна за другите третмани дополнителни средства. Хуманите граѓани може да донираат на донаторската сметка во Тутунска банка и на телефонските броеви на T-Mobile и VIP испишани на екранот.